доделена државната награда Гоце Делчев, пред се професори честитки, сосема заслужена за едно капитално дело, заедно со професорката Наутни. Може ли точно да ни објасните колку значеше да се достигне, да се заврши ова дело и навистина која е суштината и суштественото значење? Наградата во суштина представува еден голем поттик, но и голема одговорност. Бидејќи сега малку повеќе ќе се очекува дополнително од нас. И ја добивме навистина неочекувано. Бевме изненадени од тоа што ја избра книгата, делото кое што го работевме повеќе од 7-8 години. Значи се работи на едно капитално дело, бидејќи се работи за тритомно дело. Во себе делото содржи голем број на збороформи кои што се обработени, тргнувајќи од 9 век, од канонската форма на зборот, како била во времето на светите браќа Свети Кирил и Методи, оние наши македонски и сесловенски светители, начинот на кој што тие го говореле, го пишувале, она кое што ние и денес го продолжуваме како такво. Даваме грчка паралела на секој збор, станува збор за 1500 збороформи во контекст, во цела реченица. Како поедовен ракопис во делото го земаме Слепченскиот патерик, кој што е во суштина еден од позначајните културни споменици на македонскиот јазик, како материјален споменик, така и нематеријален, бидејќи станува збор и за ракопис, но станува збори за нешто живо, нешто што се менува, а тоа е македонскиот јазик, кој што го содржи во себе. За подоцна истите лексеми да ги споредиме како во 19 век веќе можеме да ги согледаме во делата на Свети Кирил Лешочки и Свети Јоакин Крчовски. Па паралелно на тоа ја даваме и современата форма, односно како е во стандардниот македонски јазик. Токму поради обемноста на делото, решивме да го поделиме во 3 дела, секако има доработки кои што ќе се случуваат, и оттаму јас првично би сакал да се заблагодарам, доколку ми дозволите, на сите кои што учествуваа во ова. Нормално пред се на професорката Новотни, која што е и мој ментор на постдипломски студии, во комисија за одбрана на докторски студии. Професор ми била на факултетот, основач на катедрата за македонски јазик на Универзитетот во Тетово. Благодарност голема до Министерството за култура и туризам, кое што ги одобри, веќе и вториот том е одобрен, и тоа дело, но и вториот том е одобрен и ќе се печати годинава, на крајот, најверојатно. Работевме и на други проекти, имаме во изработка во текст сме исто така одобрено дело за говорот на македонците од Егејска Македонија од село Пожарско, кој што ќе биде исто навистина интересно дело во областа на диалектологијата, и на предлагачот, како и одборот за доделување на наградата, што мислам препозна, и многу сум благодарен што во Македонија се уште имаме луѓе кои што препознаваат она кое што вреди, да го наградат без при тоа да ние вршиме било каков притисок за тоа. Убаво кажавте, меѓутоа ќе се навратам на она што на почеток го кажавте, сте сработиле едно капитално дело, мислам дека ќе служи за целата држава како траен белег, како траен печат, меѓутоа и учебник натаму, едно истражување што ете и за идните генерации воопшто ќе послужи навистина како истражување кое што е многу важно, се што кога се однесува за јазикот продлабочено и од секаков аспект навистина, меѓутоа и ве задолжува да продолжите натаму и она што го кажувате. Професоре, вашата основа можеме да кажеме дека е историјата на македонскиот јазик, меѓутоа секако во сите гранки некако влегувате. Споменавте дека еве веќе вршите истражување на говорот од егејскиот дел на Македонија, меѓутоа знам дека не застанувате тука. Ваши следни аспирации и се она што некако е ваше сеопфатна преокупација во делот на истражувањето на јазикот. Да, работиме, ова што го напоменав, на овие 2 нови монографии. Едната е продолжение на веќе монографијата која што доби награда, а другата е од областа на диалектологијата. Успевам некако да најдам време, сакам да направам и една се македонска читанка
за познавањето, континуитетот на македонскиот јазик од 9 век, онаму каде што имаме аргументи и факти, се разбира, но имаме уште еден ракопис со професорката Новотни, кој што го работиме заедно, а тоа е Синајскиот палимсест. Тоа е дело кое што е пишувано на глаголица, па над него пишувано на кирилица, на бришен текст и така натаму, кој што е исто така македонски ракопис, кој што ќе биде најверојатно следно дело. Дополнително на тоа, јас морам да ја пофалам професорката Новотни и во друга област. Таа е во моментот единствениот ментор на кандидат кој што магистрираше на глаголско писмо и најверојатно единствениот истражувач на глаголско писмо, кој што одлично го чита глаголското писмо. Онака како што е првата азбука глаголица која што ја создаваат светите браќа Кирил и Методи. Што значи, не знам, малку и можеби премногу се расширивме, но мислам дека Македонија и македонскиот народ заслужува целосно да се посветиме на науката, бидејќи тоа ни го дава, а го заслужува и државата, бидејќи во суштина ние сме и платени да го работиме тоа, кое што ќе послужи во иднина на идните генерации да не се срамат или плашат да кажат нешто што е факт. А фактот е дека македонскиот јазик има милениумски континуитет сепак и на отпори, и на крвави битки, и на жестоки расправи и дискусии, но успева и до ден денес, до 21. век, а ќе успева најверојатно и после нас да живее тој македонски јазик и да се развива онака како што треба и како што сите јазици во светот во суштина се развиваат. Професоре, прво зафатете се за читанката, не знам, некако ми изгледа за пошироката јавност да ја направите и многу е потребна и ќе си го најде своето камче во мозаикот за сите истражувања што навистина ги правите. Продолжете така. Ви посакувам добра кондиција и се она што навистина сте навлезени во истражувањата да го исполните. Ви благодарам на поддршката првично вас, бидејќи вие како телевизија и национална и официјално македонска телевизија со името кое што го носите, сте наша гордост, а и дополнително навистина учествувате во се она кое што треба да се промовира и ни давате дополнителен поттик и ние да работиме и за вас. Ви благодарам. Благодарам.